А поддршка од оваа телевизија и секако од цела Македонија веќе 20 години добива и првата детска амбасада во светот Медјаши, која што беше јасна и гласна и секогаш со вистински правец како и што треба да се прави во однос на заштита првенствено на децата. Во тие 20 години навистина направено е многу и само патувајќи низ нивната историја, еве неколку податоци меѓу кои што вели вака. Во текот на овие 20 години добиени се на 20.000 повици, направени се 19.700 разговори. Посветени се 2200 работни часови со помош и поддршка на децата. Со повеќе од 7479 деца е разговарано и прито им е обезбедена помош и поддршка. СОС телефонот за деца и млади 0800 122 22 е препознаен од страна на децата како втор по важност по бројот 192 според истражувањето кое што е направено од страна на Брима Галуп во 2009 година. Рековме 20 години активно постои првата детска амбасада во светот Медјаши, меѓутоа во последните 9 години активна, особено во овој период од годината, со уште една хуманитарна мисија, а тоа е секако продажба на новогодишни честитки, имено вашите најубави желби и пораки на вашите најмили пријатели, познаници и роднини, зошто да не ги напишете во честитките на Медјаши, а при тоа да им помогнете на децата. За оваа нивна акција, ова утро, разговараме со представник од првата светска амбасада на децата Медјаши од Скопје, тоа е Снежана Пановска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. И сега донесовте навистина голем број на честитки, и ако грешам поправете ме, меѓутоа мислам дека оваа година имате најголем избор. Да, оваа година имаме најголем избор, имаме 13 мотиви, од кои 5 се нови, останатите се стари од лани, но тоа не е важно, кога сака некој човек да донира од срце или компанија, некој бизнес центар, тоа ќе биде навистина од срце без разлика за кој мотив се станува збор, дали овогодишен или лански. Добро, рековме дека имаме нови 13. Сите се тие нови мотиви или има нешто и од 5 нови, останатите се од лани? Добро, претпоставам дека во сите тие мотиви има некој кој што е омилен на оние кои што го купува. И сега мене она што ме интересира, самите мотиви, значи чии креации се тоа, чии слики? Првата детска амбасада почна со детските раце. Секогаш се почнува со детските раце, со детски цртежи, да не речам. Значи секогаш се почнува со вакво нешто, но меѓутоа станува компаниите бараат нешто малку посериозно, да, по-класично нешто за да можат на други на останатите компании да ги честитаат новата година, божигните празници, па затоа бараат нешто по-комерцијално, да речам, како што се останатите посериозни мотиви. Така, сериозно, меѓутоа се пак новогодишни, секако рековме за нешто најубаво да се посака и да се напише во нив. Кој е начинот на кој што може да дадат компаниите, па и поединците, да ги купат овие честитки? Овие честитки се 35 денари со вклучен плик. Може да ги нарачаат на нашиот имејл info@children'sembassy.org.mk или на нашиот телефонски број што го има насекаде во честитките. Добро, ќе го видат телефонскиот број. Во флаерите. 465-316 е нашиот телефонски број или да го посетат нашиот вебсайт www.children'sembassy.org.mk. Од кога започнате продажбата и претпоставувам дека ќе продолжи следната година, затоа што нели честопати знаеме и Божик да го честитаме со честитка? Продажбата трае традиционално веќе 9 години, ќе продолжи се додека работи првата детска амбасада Медјаши, бидејќи ова е еден. Не мислам за овој период, значи почната, меѓутоа до кога ги продавате, ги продавате? Продаваме до 31 декември. Граѓаните, компаниите слободно можат да ни се јават или да дојдат во нашите простори. Ние се наоѓаме во аеродром, наспроти Јане Сандански поликлиниката. И сега клучното прашање, претпоставам што ги интересира сите оние кои што би го поставиле прашањето зошто токму од тука да ги купат, значи честитките, каде одат средствата кои што ќе бидат собрани со продажба на истите? Кога се дарува од срце, секогаш е најдобра. Кога се дарува за децата е уште подобро. Ова продажба на новогодишни честитки е една од најклучните начини на обезбедување средства на првата детска амбасада Медјаши, што значи дека секогаш одат за децата. За децата треба материјали, за децата за учење, за јадење, за пиење, бидејќи го имаме дневниот центар каде што доаѓаат секој ден по 20 дечиња, што треба да се обезбеди средства за тие деца. Значи секогаш има што да им се даде на децата. Е сега овдека во овој флаер во кој што има една ретроспектива на најважните настани, велите над 500 социјални одговорни компании, стотици граѓани и граѓанки на Македонија ја помогна работата на СОС телефонот за деца и млади со купување
честитки и донирање во касичките на првата детска амбасада во светот Меѓеши. Под срце им благодарите на сите нив. Секако. Имаме многу поддржувачи, без разлика дали се тоа компании или обични граѓани, значи благодариме на сите донатори, на сите поддржувачи, без разлика на кој начин не поддржуваат, секако сме благодарни. Така, и бидејќи сте присутна во студиото, Пановска, кажете ми каква оценка би си дале самите на себе си, или ајде нека не биде тоа оценување, туку чисто кога ќе се вратите назад на јанари 2013, сега сме декември. Значи, што е сето она што го направивте и дали нешто од она што беше планирано за оваа година оставивте за следната или се е изреализирано според предвиденото? За изминатава година е изреализирано, тековнава година е изреализирано се, буквално се што сакавме да направиме за децата. Се надеваме дека ќе правиме и уште повеќе, се разбира доколку имаме поддржувачи, за да можеме да ги оствариме нашите планови за се најдобро на децата. Така, јас ви благодарам за гостувањето. Уште еднаш потсетуваме сите оние кои што се уште не купиле честитки, а тоа го прават редовно. Може тоа да го сторат јавувајќи се на телефонскиот број на првата амбасада за деца во светот Меѓеши. Со тоа секако ќе направите добро дело, ќе им помогнете на оние кои што најмногу не значат, а тоа се децата. Поздрав и се најдобро. Благодарам на поканата. Продолжува нашата соработка и до година.